Почитувани гледачи, вие следите мисията Настани кои ни предстоят. Пред нас е последната тема в рамките на ова серија од 12 предавања. Темата носи наслов Христовото трето доаѓање, крај или ток. Почитувани пријатели, нашата вечна иднина е совршени тела, совршени умови во совршен свет. Ајде да се позабавиме во ова предавање со некои активности што и като спасени луѓе ќе ги обавуваме на ново. За овие совршени тела и за овие совршени умови Бог создал и на новата земја нема само да се спие, да се јаде и да ленчариме. Како што некои денеска тоа го замислуваат одмор и да бидат цела година. Меѓутоа и одмор доставува. Една недела, 2 недели луѓето биват на одмор и повторно се враќаат во своите домови. На новата земја, драги пријатели, ќе има малку време за мрзливите луѓе. Вистина е дека во овој свет на брзање во кој денес ние живееме, повеќето од нас уживаат да отидат на одмор. Една недела, како што спомнав, или 2 недели. Но само толку и повторно се враќаат на своите секојдневни обврски. Ако сакаме да имаме совршени тела и здрави тела, креативни умови на новата земја, Бог мора да воспостави возбудливи искуства и планови за да ги искористиме овие способности. Значи, на новата земја нема да ленчариме. Нема само луѓе да спият, да јадат и едноставно така да уживат. Еве пророк Исаја во своето провидение што запишал. Да прочитаме заедно во 65 глава. Ке градат куќи и ке живеат во нив. Ке садат лозја и ке го уживаат нивниот плод. Една личност која ги прочитала овие зборови си рекла: не, фала ти Боже, не сакам да имам живот на една таква нова земја. И на прашањето зошто? Па затоа што вели цел живот садам лозја, цел живот градам куќи и веќе ми е доста од се. Меѓутоа, зошто Бог овде кажува, пророк Исаја, дека ќе ни дозволи да градиме своји куќи? Тој знае дека сите ние сме различити, почитувани пријатели. Вашите желби и вкусови не се исти со моите. И Бог ни дава привилегија дека на новата земја ќе градиме своји куќи од соништата, со нашите изострени умови и изобилство на сила. Ќе уживаме и ќе планираме во градење на она што навистина е идеално за живење. Секако, тие градби и тоа садење на лозје нема да биде идентично како денешните градби на зградите или на куќите или кога ние садиме лозја. Со денешното искуство и оскудниот кредит и високите каматни стапки, изградба на дом и на живеалиште, нова земја, навистина понекогаш е многу тешко. Секако на новата земја, драги пријатели, ќе имаме силна енергија, ќе имаме и доволно време, ќе имаме средства и ресурси да го сториме тоа навистина добро. Дали некој сте сонувале да имате куќа од соништата, со поглед на огромна долина низ која тече поток, куќа со широко негувани тревници, убави цвеќења и прекрасни грмушки. Сето тоа Бог ќе ни го возможи, почитувани гледачи, на новата земја. Денеска на ова планета на која живееме скоро е се загадено и храната која користиме. Замислите, ова слика асоцира на големи гроздови. Да, во некои плантажи, во некои воштарници може денеска такво нешто да се најде, но сепак на новата планета, овде пророк Исаја тоа го кажува, ќе садиме своје лози, со своји раце, да уживаме во на плодовите кои ќе ги набереме и ќе ги јадиме. Денеска знаеме дека на овој свет во кој живееме има недостиг на храна или цените се високи. Овошето на новата планета, на новата земја, драги гледачи, ќе биде во изобилство. Свежи јаболка, сочно грозје, сочни протокали, сладки праски, сето тоа бесконачно.
Sve to ќе биде во вечноста, во разни форми, големини и бои. Драги пријатели, сето тоа е подготвено за нас, за тебе и за мене. Тоа го Бог планира, да не направи срекни и радосни. Затоа пророк Исаја вели, ќе градиме, ќе садиме. Воодушевено тој тоа го кажува. Тоа ќе биде како една врста хоби. Тоа нема да биде терет, нема да биде оптеретување. Нема потреба да земеме кредити од банка, па да градиме некој свој стан, своја куќа или нешто слично. Дали уживате да патувате, почитувани пријатели? Дали сакате да посетувате нови и интересни места? За откупените, еве што Бог планира. Како патување. Тие одат по јагнето каде и да оди. Друг превод вели, тие го следаат јагнето каде и да оди. Ке одиме, значи, драги пријатели, со Исуса од планета до планета, од звезда до звезда. Едноставно, ќе ги истражуваме чудата на безброј цивилизации кои никогаш не биле извалкани од грев. Да повториме. Тоа ќе биде интересно патување. Горе во Вселената. Рековме, ќе градиме куќи и ќе живееме во нив. Ќе садиме лозја и ќе уживаме во сочно овошје. Трето, ќе патуваме со Исуса. Наистина, еден начин да разбереме што Бог има на ум за нас, да ја разбереме таа огромна ширина, тоа огромно пространство горе во Вселената, во самиот универзум. Ајде малце да се позабавиме со патувањата, почитувани пријатели. Колку брзо ги возите вие вашите автомобили? На нашите патишта има ограничување. 70 км, 80 км, можеби на некои автопатишта 120 или 160 км. Авионите знаеме дека се движат и летат со поголема брзина. Тие патуваат некаде од 900 до 1000 км на час. Знаеме дека има и тие брзи авиони. Знаеме дека исто така светлината патува со брзина од 300.000 км во секунда. Внимавајте, за една секунда каде ќе отидеме? А како ќе патуваме горе во Вселената? Со какви вселенски летала? Нема потреба да имаме авиони, да имаме суперсонични авиони кои ќе ни помагат при нашето патување. Ако застанете, драги пријатели, на екваторот и пукате од многу мокна пушка, куршумот што патува околу екваторот, ако го испукате со брзина на светлината, куршумот што би го напуштил бурето, таму кај што е лежиштето, би патувал околу земјата, ќе помине низ вашето тело од позади, повторно патувајќи околу екваторот и повторно низ вас. И тоа само 7 пати во една секунда. Гледате, човекот како тоа го пресметал. Дали се сеќавате, почитувани пријатели, драги гледачи, колку е оддалечена земјата од сонцето? Денеска многу научници покушаваат да го освојат, да ја освојат Вселената. Се пуштат секакви сателити горе, се истражуваат тие вселенски пространства. Меѓутоа, постави прашање, дали се сеќавате колку е оддалечена земјата од сонцето? 150 милиони километри. На светлосниот сноп му требаат нешто повеќе од 8 минути за да го помине тоа растојание. Сигурно сте слушнале за вселенското летало Voyager. Еве, на ова слика може да се подсетиме. Тој сателит или тоа летало Voyager некогаш го поминал патот до Сатурн. На Voyager му биле потребно околу 2 години да помине 1,6 милиарди километри од Земјата до ова планета со прстените. За патување на таа иста оддалеченост потребни се помалку од 1,5 час за светлосниот зрак да помине исто растојание. Може би овие бројки што ги спомнувам се малку неразбирливи за сите нас.
како обични луѓе. Но сепак науката тоа го пресметала, почитувани пријатели. Да предпоставиме дека сега може да патувате подалеку од Сатурн, преку остатокот од сончевиот систем и дека можете да слетате на оваа џуџеста планета Плутон, која сепак не е дел од планетата на сончевиот систем од 2006 година. Може да отидете до најоддалечната точка на низината орбита околу Сонцето и да предпоставиме дека може да патувате од таа точка во права линија назад ни сончевиот систем, директно преку Сонцето и понатаму на другиот крај од орбитата на Плутон. Во тој случај би патувале од едниот до другиот крај на сончевиот систем на растојание од околу 13 милиарди километри. Патувањето со брзина на светлината по тој огромен пат би траело само 12 часа, само половина ден. Може би бројките мотат веќе околу главата. Тие бројки за нас може би се и неразбирливи, почитувани гледачи. Кој да е? Замислете каков е тој универзум што Господ го создал и стои позади сето тоа. Божиот народ, спасените ќе има таква привилегија да ги истражуваат тие небесни пространства, да патуваат со јагнето, така Јован зборува во Откровение, а јагнето е Исус Христос. Замислете колку има созвездија горе во Вселената, колку има планети. Ке патуваме, драги пријатели. Ајде да продолжиме уште со некои бројки, па да таа сцена или таа слика да ја приближиме уште поблизу до нас. Ако сакате да патувате низ нашата галаксија, на ист начин како што спомнав пред малку низ нашиот сончев систем, патувајќи од едниот крај на галаксијата преку средината до другиот, па така до работ на спротивната страна, поминувајќи 26 милиарди километри секој ден, нам ќе ни треба 100.000 години за тоа патување. Наистина, може и да престанеме со спомнување на такви бројки, зашто ние како луѓе едноставно не може тоа да го свариме, опиме во нашите умови. Но, драги пријатели, што се случило 1981 година? Тим астрономи, користејќи ги најмодерните достапни телескопи, пронашле неозначена галаксија и го пресметале растојанието од Земјата, што е 10,5 милиарди светлосни години. Замислете, човекот во својот ум направиле такви телескопи, овие астрономи ја пронашле таа галаксија 10,5 милиарди светлосни години оддалечина. Потоа со неверојатна смелост астрономи дека веруваат дека ги поместиле границите на универзумот за околу уште половина. За момент не би поверувале дека се во право. Но само заради ова размислување и разговор, да речеме дека се во право, ние не може да тврдиме дали се во право или не, но ги земеме дека се во право, да ја објасниме поракава во ова предавање, драги гледачи. Што ако правилно пресметале овие астрономи и процениле дека далечната галаксија е на половина пат низ Вселената во таа насока. Со Земјата во центарот, тоа би значило дека универзумот се протега на 20 милиарди светлосни години во таа насока и да претпоставиме дека ќе се вртиме во друг круг, во друг правец од Земјата уште 20 милиарди светлосни години. Значи да го направиме истото патување низ Вселената, како што веќе сме го сториле со нашата галаксија или во нашата галаксија на нашиот сончев систем, да патуваме со 300.000 километри во секунда или 26 милиарди километри на ден, би ни биле потребни 4 милиарди години за ова патување. Тоа се околу 400 секстилиони километри. Ево овде имате бројка, почитувани пријатели, па вие самите прочитайте ги овие бројки кои се овде напишани. Замислете колку е тоа. Ако сте заинтересирани, самите читајте
и открити ги бројките, почитувани пријатели. Но колку време ќе ни биде потребно да одлучиме да застанеме само 1 час или неколку дена за да ја посетите секоја планета од тие што овде се назначени. Што ако додадете планети кои не се наоѓаат на таа прва линија во која вие патувате? Што ако астрономите направиле грешка и достигнале само 1/4 од границата на универзумот? Драги пријатели, Господ приготува такво нешто за тебе и за мене. Затоа се исплаќа да му станеме верни, да ја следиме она линија, да го следиме оној пат кој Бог го трасирал. Навистина, универзумот како Божје дело на создавање. Сите овие растојанија, сите овие звезди, сите овие планети, драги пријатели, навистина, како стигнале тамо тие планети, тие звезди? Дали сами од себе или постојат затоа што некој ги поставил, некој ги создал? Бог секако ги создал со својот збор. Затоа е чудо што кога Бог се обидел да му го објасни ова на сиромавиот Мојсеј, кога Мојсеј започнал едноставно да го пишува, да ја пишува првата книга на Мојсеја, првата книга секако, Мојсеј можеби одмамнал со глава, со рака и рекол: Боже, јас сум лаик за тоа. И затоа Мојсеј опишува само една реченица. И Бог ги создаде звездите. И затоа во прва глава од прва книга Мојсеева немаме многу извештаи. Мојсеј едноставно стои, тоа Бог му го открил во видение и само напишал: и Бог создаде. И Бог создаде. И беше многу добро. Но затоа, почитувани пријатели, апостол Павле при крајот на својот живот ќе напише ова дефиниција или ова изјава. Читаме во 1 Коринтјаните 2:9. Што око не виде, што уво не чу, што во човечкото срце не дојде, тоа Бог го приготви за они кои го љубат. И Павле бил немоќен се да опише она што го видел. И затоа тој вели: што око не виде и на човечко уво не дошло, такво нешто Господ приготова за својот народ. Пророк Исаја вели: подигнити ги очите и гледајте. Кој го создаде тоа? Оној кој по број ја изведува нивната војска и кој ги вика сите по име. Нашиот голем Бог, почитувани пријатели, тоа го создал. Тој не познава и нас. Тој ги има изброено и влакната на нашата глава. Сака да каже Исус дека ние сме многу вредни. И затоа читаме во големата борба, книгата Големата борба. Тамо безсмртните умови со воодушевување ќе ги проучуваат чудата на создателската моќ и тајните на љубовта која спасува. Таму нема да има сурово и лукаво зло со кое непријателот ќе заведува да го заборават Бога. Секоја способност ќе се развива, секој дар ќе се зголемува. Стекнувањето на знаењето нема да го замара умот и да ја исцрпува животната сила. Таму може да се направат најголемите потфати, највисоките аспирации, што треба да се остварат, највисоките желби, а сепак има нови цели, да се постигне нови чуда кои ќе бидат предмет на восхит, нови вистини за разбирање, нови предмети кои ќе покренат нови сили на умот, душата и телото на развивање. Сите богатства на Вселената ќе им стојат на располагање од копените за истражување. Ослободени од смртта ќе се вивнат во неуморен лет, во далечните светови, светови кои, гледајќи ги човечките маки кои биле опфатени со болка, ќе ги запознат земските деца со радоста и знаењето на оние суштества кои никогаш не паднале. Тие ќе земат учество во богатството на науката и знаењето кои овие суштества ги стекнале во текот на вековите, проучувајќи ги Божите дела. Ќе ја гледаат слободно славата на создавањето, сонцето, звездите и нивните градби, како сите според одреден кружат околу Божиот престол. На се, од најмалото до најголемото, напишено името на Создателот и на се гледа богатството на силата. И затоа Мојсеј застанал, почитувани пријатели, кога се тоа Господ му го откривал, тој немал зборови. Иако Мојсеј бил учен, тој завршил факултет
во египетските универзитети, но тука кога застанал, кога почнал да му го тоа се открива, тој едноставно ја навенал главата и изразил почит кон големиот Бог. Вистина, драги пријатели, дали би сакале на новата земја да разговарате со Мојсија? Да го прашате како се чувствувал кога Бог сето тоа му го открил, кога му го откривал создавањето, кога Бог ги напишал тие 10 свети заповеди на планината Синај. Да го прашате Мојсија како му било кога дошол пред Црвеното море и кога немал излез. И војската на фараон, лево и десно планини, а напред Црвеното море. Дали би сакале да разговарате за Јосиф, за неговите години поминати во затвор, за неговата чврста одлука да остане верен? Дали би сакале да разговарате со Даниелом, кога бил фрлен во јамата со лавови? Дали сакале да разговарате со Седрах, Мисах и Авденаго, како се чувствувале кога биле фрлени во таа жарена печка? Зарем не би сакале да ја посетите и да ја прашате Марија, мајката на Исуса, како се чувствувала кога била исмејувана од своите комшивки? Дали сакате да го запознаете апостол Павле, еден од најсилните, најхрабрите апостоли кои животот го дал за Исуса? Знам дека имате ваш собствен избор. Знам дека сакате да ги запознаете сите овие личности што ги спомнав. Сигурно ви имате и ваш избор, но драги пријатели, ако сакаме да се најдеме во таа група на хероите, потребно е и ние да направиме еден чекор. А тоа е да поверуваме чврсто во Господа, да не се уплашиме. Петар, знаеме, се уплашил кога почнал да тоне во водата, но тој храбро рекол: Господе, помагај. Исус ја пружил својата рака. Да, Христовите лузни се лузни направени и добиени ради тебе и ради мене. Сега сме ние на потек, почитувани пријатели. Исус вели: моје дете, сакам да разговарам со тебе. Ајде да отидеме заедно на прошетка. Замислите кога Исус тоа ќе ти го каже. И ќе отидете заедно по тие цветни алеи, цветни градини и ќе разговарате со Исуса. Драги пријатели, Исус ќе прошета малку со секој од нас покрај реката на животот. Од сите рајски радости, радоста, средбата на Исуса ќе биде една од највисоките радости. Можам да замислам дека кога ќе бидеме заедно со Исуса, ќе му кажеме: Исусе, од каде си тие лузни? Исусе, тие лузни ти ги направија и моите гревови, и нашите гревови. А Исус ќе каже: синко, остави го тоа. Тоа е сега минато. Ти си спасен и уживај во радоста на мојот Господар. Драги пријатели, јас со нетрпение го очекувам патувањето до светиот град. Исус ќе ни помогне да се најдеме таму. Како ќе биде тој град? Јован го опишува. Јован дава една дефиниција, односно Јован го опишува со следниве зборови. Тоа ќе биде град од злато. Вратите, портите ќе бидат од бисер. Еве овде имаме слика со бисери. Ние денеска купуваме бисерни гердани или некои бисери за некоја друга потреба, за украс. И се дават големи пари да имаш бисери во собственост. А замислите, таму на новата земја, таму кај што ќе биде Исус Христос водач, тие врати ќе бидат ѕид со 12 порти, а на портите 12 ангели и напишени имиња, а тоа се имињата на 12 племиња на синовите Израилеви. Овде Јован го опишува главниот град. Замислете каков ќе изгледа тој град, почитувани пријатели. Во 21 глава, ако отворите во Откровение, може да ја видите таа димензија. Град чија страна ќе биде 2300 километри. Обсек од еден крај до друг 920 километри, 9200 километри. Овој огромен град ќе биде главниот град на новата земја. Всушност, како што видовме, тој ќе служи како центар на владата
на целата вселена. Народот ќе живее по целата планета, но Иерусалим ќе биде место, главен град, кај што ќе биде присутен самиот Бог, самото Тројство. Ќе доаѓаат спасените секоја сабота да му дават почит и благодарност на големиот Бог. И како што читавме, секој месец ќе јадат плодови за продолжување на својата бесмртност. Драги пријатели, Исус денеска ќе дојде на оваа земја. Тој се подготова, но дали ќе се најдеме и ние во таа група? Пророкот се моли, Духот и невестата велат, дојди, и кој е жеден нека дојде, и кој сака нека земе дарум од водата на животот. Гледате, почитувани пријатели, се тоа се дава бадијала. Дарум овде вели текстот. Наше е да побараме, наше е да го приеме тој подарок, наше е да го следеме Исуса Христа и тој еден ден ќе не пречека. Тој еден ден ќе ни каже, добри и верни слуго, во малку си бил верен, влези во радоста на мојот Господар. Нека Господ ни помогне, почитувани пријатели. Нека Господ ни помогне да се најдеме и ние во тој град, на таа нова земја. Има место за сите од нас. Ние сме сега на потек. Господ нека не благослови и нека ни помогне еден ден да бидеме за секојаш со Христа. И посакувам секое добро, Господ нека ве благослови и се гледаме во некое народно предавање.